до сега? Точно веќе 15 минути. Дечки, ајде да почекаме уште 5 минути пред да се откажеме. Еве, ајде. Ај редно беше. Баш сте златни што ме чекат. Ајде, имаме голема работа. Полека една. Човек од магаре ќе падне па ќе се одмори. Каде се брзаш толку? Нико, немам време, а немате ни вие. Заутре ќе ни дојдат гости од странство, а ние како добри домаќини треба да направиме план каде ќе ги прошетаме низ Скопје, и нема каде да ги шетаме. А каде да ги прошетаме? Во парк, во Луна парк и скейт парк. Па баш и немаме што да им покажеме. Не, баш дека нема, ама... Па дечки, се ни е напишано овде. Еј, мостовите на Скопје. Деца, ме дојдете ваму! Дојдете ваму! Види ги! Ваму, ваму! Страчка Чавка караше. Кај си било денеска? Мучико, помагајте. Заутре ги пристигнат нашите гости од странство и јас не знам каде да ги шетам низ града. Е да ме слушавте мене, веќе ќе бевме во скейт парк. Па јас мислам да ги однесеме на кебапчиња кај Дестан. Па нема друго место. Како нема. Скопје треба да се открива полека и трпеливо. Ви реков јас? Ова над нас е камениот мост. Еден од најзначајните символи на градот Скопје. Знаев јас. Па, имате право. А колку е стар мостот? Потеклото нема е се уште утврдено. Мостот со сводовите личи на римска градка. Поправан е од византиците, а потоа од феудалните српски владетели. А пак, во турските тефтери пишува дека го изградил султанот Мехмед II. Изграден од обработени камени блокови, како што се овие. Ќе ви открием една тајна. Тајна? Каква тајна? Внатрешноста на мостот е шуплива. И внатре градските татковци планираат да направат галерии. Добро. Почнуваме со мостот. А потоа? Немој да ме разочаруваш, Јана. Па погледни малку околу себе. Разгледувањето на градот започнува од неговите најзначајни јадра, од она што го нема ниеден друг град. Значи, Па старата чаршија ја имаме само ние. Па јас воопшто не помислив на чаршијата. Па нормално дека не си помислила на чаршијата, ти мисли само на Џони. А знаете ли што мислам јас кога ги гледам куполите? срам да ти. Срам да ти. Амамот изграден пред 5 века од турскиот војсководец Даут Паша, а ти? До душа, странците велат дека куполите на Амамот биле the best tits in the town. Старото буниште поеќе чури.
Wie heißen Sie? Ich heiße Benk. Ich heiße Olafsson. Ja, ja, natürlich. Was ist das bitte? Das ist... wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Entschuldigung, ich bin Benk und Olafsson. Sprechen Sie Deutsch bitte? Ja. Ja. Wer ist denn bitte? Wer ist denn? Wer ist das? Dankeschön, bitte. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Безистен. Безистен. Скопје има Безистен? Се разбира дека има. Безистенот е едно од најинтересните градби на чаршијата. Тој е изграден уште во 15-тиот век. Безистен ти се верува. Еј, да отида во скейт парк, место да дојдам со вас, немаше да го знам ова. Джони! О, какво пријатно изненадување. Седнете малку да подиваниме. Чајче? Може. Момче, Безистенот бил срцето на чаршијата и околу него никнувале другите дуќани. Сегашниот Безистен го изградил некој наместник на султанот. Се викал Исхак Бек во 15-тиот век, на местото на некогашниот Безистен. А што имало во Безистенот? Тесни,
полутемни улици со голем број на занаетчиски дуќани, со манифактурна стока и со ткаенини од исток. Старата чаршија била позната по жолтиот сафтјан и ќурчиските производи курди. Дечки, погледнете. Ваков мајстор ретко излегуваат. Џони, ти предлагаш гостите да ги донесеме и во Мустафа Паша џамија. Обавезно. Ова е еден од најубавите исламски објекти. И тоа не само во Скопје. Ја изградил заповедникот Мустафа Паша во 1492 година, што е видливо по надписот на плочата над главната порта. Ништо не разбирам. Абе, што се смеете? Не разбирам арапски. Не разбирам арапски. Кој се тупчи да? Хај. Ај, И ја. И ја. И ја. ти, ај, ти. И ја. Батка, како се вика бачило на германски? Не знам како се вика бачило, знам како се вика германски овчар. Како се вика? Вучак. И знам ауто како се вика. Кола се вика Мерцедес. Или Volkswagen, зависи од кај ќе бараш, мислам. Мустафа Паша умрел 1519 година. Џони, а дали турските големци секогаш ги закопувале во џамиите кои тие ги граделе, дури биле живи? Па се практикувало ктиторите на џамиите да бидат погребувани во турбињата покрај нив. Но Алач џамија е исклучен. Уште никој не ја знае тајната за турбето во Алада џамија. Кака тајна? Тоа е тајната на шареното турбе, еден од најубавите средновековни исламски споменици во градот.
Исак Бек бил многу моќен. Имал контрола врз сите дубровнички трговци кои поминувале низ Скопје. Му плаќале данок. Тој имал повеќе хазнадари, благајници, кои се грижеле за неговите финансии. Кога изградено турбето, тој му ветил на својот хазнадар дека кој прв од нив ќе умре, ќе биде погребан во турбето. Прв умрел хазнадарот, а Бегот си го одржал ветувањето. А како знаеме дека е баш така? Поради бурната историја на Скопје, оваа приказна не може да биде потврдена. За време на окупацијата на Скопје од 1915 до 1918 година, еден страсен колекционер, германски офицер, ја извадил плочата од шареното турбе на кој што е пишана на нејзината историја и си ја однел дома. Баш е тажно што не знаеме кој е закопан тука. Да, но затоа знаеме каде е закопан Гоце Делчев. Па јас знаев дека Гоце Делчев е погребан во црквата Свети Спас. Да, но ова не го знаеш. Покрај Гоце Делчев што е погребан во оваа црква, тука се наоѓа и еден од најубавите иконостаси. Признавам, тоа не го знаев. Еј, Нико! Дојдете внатре! Иконостасот е долг 10 метри, висок 6 метри и е поделен на 5 хоризонтални делови. И на него се изрезбани делови од Стариот и од Новиот Завет, со јаки фолклорни и национални белези. Уметничката вредност на иконостасот е во нежноста на линиите, пластичноста на формите, нивната стилизација и разиграност. Баш убаво. Иконостасот бил довршен во 1824 година, а парите за неговата изработка ги донирале занечите и трговците од чаршијата. А кои биле мајсторите? Резбарската тајфа на Петре Филиповиќ Гарката, брат му Марко и Макарија Фрчковски од Галичник. На десниот дел од иконостасот источно се представени мајсторите. Господе Боже, како се обликуваат, види. Јана, овие странци како да не следат. Јана, изгледа на твоите гости ќе им се допадне турата. Добро е, батка. Шо е работа, бе? Шо се правиме странци ние цело време? Шо се ашкаме? Шо ги пратиме луѓето? А бебчо, како што ги прави ти знаеш таа жеската што ти каже што треба да ја бува вечер? Знам да шо и шо. Ово да работи кусто су музеј.
Па ја, како ти врзав два буабета, ако не знам ништо, го гледаш овој човеков како знае. Па врзи- Идеме по нив цело време и ги прати без сакам те што Па ја... добро, бе, врзи и ти муабети, шо ме зимаш мене? Како бе така? И што се почињаш, видиш се колку модерен, па ти глеј колку продуховljena фаца имаш бе. Абе тоа не е ова. И играчка. Види. Идеме ли конечно на кебапчиња кај Дестан?